Илинка Билбиловска, иако како медицинска сестра е во пензија, се уште ја бараат млади мајки за да им дава совети околу доење, затоа што во болниците наместо препораки како да ги дојат бебињата, тие добиваат сугестии кое вештачко млеко да го купат. Таа алармира дека тоа што се помалку бебињата се хранат поинаку од природниот пат, го доведува во опасност нивното здравје понатаму во животот. Според неа, веднаш по раѓањето треба да се направи првото доење. Препорачува да се избегнува вештачкото млеко и вештачките брадавици. Доенчето има најголем нагоз за сисање после пола сат после породувањето. Мајчиното млеко е незаменливо. Значи, ниедно млеко не може да го замени мајчиното млеко. Тоа млеко што се дава, со формула што се вика, тоа е од кравио млеко, само е модифицирано. Младите мајки, иако излегуваат од болници, не ни знаат како да ги дојат бебињата, а Илинка вели дека тоа им се објаснува само со неколку реченици. На доенчето треба да му допре градата во брадавицата на горната уста, да ја отвори устата доенчето многу и тогај, кога му е многу отворена устата, тогај му го навлечува, му остава дојката што подлабоко внатре во устата. И кој влегува подлабоко во устата, тогај не доаѓа до повреда на брадавицата и има успешно доење. Доенчето лесно, циса, не голта воздух. Таа препорачува доењето да стане практика уште во неонатолошкото оделение, за да се избегнат случаи поради неправилно доење да дојде бебето да одбива цицање или повреди на градите кај мајките. Ги одбија мајките доенчињата од големата траума што се случува со дојката. Билбиловска 3 децении била дел од тетовското советовалиште за мајки со доенчиња. Светската здравствена организација препорачува за првите 6 месеци хранење само со доење, а според статистиките тоа го прават мајките само на 40% од бебињата.